Во Кина почна одржувањето на 3-дневен надпревар во скок со падобран од мала височина, на кој учество земаат 16 надпреварувачи, меѓу кои шампионите од Соединетите Американски држави, Бразил, Русија, Австралија, Швајцарија и Норвешка, како што се Шон Чума, Себастијан Алварес, Рекс Пембертон и Еспен Фаднес. Учесниците на надпреварот треба да изведат одредени атрактивни фигури во воздухот и да го отворат падобранот 3 секунди откако ќе скокнат од масивниот видиковец, односно во моментите кога се наоѓаат на височина која е помалку од 400 метри од земјата. Местото каде што се одржува овој надпревар е мостот видиковец Јиндуан, кој е најголемиот стаклен мост во светот. Тој беше отворен за посети во областа Чонг Кинг во април минатата година. Станува збор за мост во облик на потковица долг речиси 27 метри. Тоа е издаден од карпа и се наоѓа на вртоглава висина од 718 метри вертикално над тлото. Се наоѓа во националниот парк Лонганг и може да издржи околу 200 луѓе истовремено, иако правилата дозволуваат само по 30 да минуваат по него во период од 30 минути, за да се максимизира ефектот на искуството да се оди на стаклен пот на толкава висина над земјата. Со неговата изградба, овој мост го надмина мостот видиковец со сличен облик Гранд Канјон Скајвок, поставен во големиот кањон во Аризона, кој со должина од 21 метар и беше отворен во 2007 година.